златен пасош или попознат исто така во народот како златна виза. Немојте да мислите дека е таа виза, тој пасош што ви го даваат од злато. Знаеш, она го прават од злато и ви го си го купуват и го даваат. Но тој не е од злато, исто е од хартија, целулоза, значи, и тамо нешто со најлончиња преслечена, овој за да биде заштитена, и жигови нешто вамо тамо. Но златен е затоа што со злато се плаќа. Со многу злато. Ние толку злато не можеме да замислиме. Ние толку злато немаме, ни кој ќе копнеме секаде низ Македонија, немаш толку злато да најдеш. Толку злато можеш да најдеш само у сефовиве и банкиве на одредени пипци кои што си купиле златен пасош во Дубај и сега ќе прават Fly by Dubai. Златен пасош. Или програмот наречен Златен пасош. Знаете што е тоа златен пасош? Во суштина, кој ќе го вака, кој ќе го дефинирате, какво значење има тоа? Тој златниот пасош, да кажеме, го купуваат странски државјани, подразбирате дека треба да се богати, озрачени од што се богати. Еве да кажеме како овој што е лидеров на СДС, по оној што им нареди на СДС кога да постават, зошто да го постават баш тој да им биде нов лидер, оној што им беше првиот лидер, нели, со бомбите. Мераба. Пеки ефенди. Зочо без зочо. И што сакав да кажам? Значи, програмот Златен пасош е врло превише интересантен, значи за богати странски државјани, и преку кого ги стекнуваат сите права и слободи во таа земја кај што, нели, од кај што го купуваат златниот пасош. Го стекнуваат правото да работат, го стекнуваат правото на глас, исто може и да гласа на избори, да гласа, пример, тамо Дубај, кој ќе дое време на избори. Но, зошто им е толку потребно, да кажеме, да си купат златен пасош и да направат Fly by Dubai? Знаете зошто? Затоа што златниот пасош или златната виза ја гледаат како можност да почнат нов живот во друга земја. А зошто биделе бе таму тоа пустината, нов живот таму кај тие шеиците, тие, знаете, кога да не може нов живот да си купи пасош, примерно у Шпанија, да кажем. Арнама Шпанија изгледа ги укина златните пасоши и некои други земји сакаат тој програм да го скинат, ако веќе не го скинале, не сум следел, не сум прател. А сакаат да го скинат тој програм, наречен Златен пасош, затоа што е малку така контроверзен у својата суштина. Значи не се работи само за тоа дека можеш да си купиш нов живот, ти нов живот можеш да се вика, ќе најдеш Златен пасош, можеш некоја друга земја, нели европска, што нема може укинато тој програм, и ќе си го купиш. Зашо кој мој бидел до fucking Дубај, до тоа пустините тамо, кај тоа шеиците? Да не можеш свинско филе да си къснеш код човек. Крене надли, увијачи, нема.
Зашо тогаш тамо нов живот? Ево го, фамилиарно до душа сите, ајде, топтам. Зоќа. Зашо бе, шо е тоа толку важно? Што има уште нешто, освен тоа што почнаш нов живот и ете добиваш право на глас, право на работа? Шо е тоа уште нешто, што е нешто така важно у тоа златниот пасош? Шо мислите, а? Шо е тоа такво нешто? Епа, тој програм е контроверзен токму затоа што богатите странски државјани може да искористат таа можност за да избегнат кривичен или политички прогон во државата од која што доаѓаат. На други странски богати државјани ги заболе Стојко Вранковиќ, ако не се кривично, ако не постои опасност кривично да бидат гонети во нивната земја или политички да бидат гонети, немаат потреба луѓето. Немаат потреба. Арно, ама треба, ја еве разбрав, не само Зоќо, и Венко имал златна виза. Епа, добра сега, овој што ќе замине, ако не го апсите на време. Зоќе, ама овој другиот не ми е јасен. Зашо има златна виза? Овој, ако има, мислам, ја излезе информација дека има, сега да немој Венко сега да ми здраво за готово да ме зимаш, ама ја информациите што ги имам, ако грешам, ми извини, еве, унапред ти се извинувам, без да дојде до тоа да бараш извинување, јеби ga. Али, треба вие од СДС, вие тие тама што сте членството, чисто онака, чисто онака другарчки, дојдете му канцеларија, троп, кој чука? Стојанче. Стојанче, влези внатре, или како и да се викаш на СДС, и праше го, друже господине камарат Венко, за кој мој имаш златна виза у Дубај? И почекај да видиш што ќе ти каже. Веројатно ќе ти каже, бе, зашто уствари ти како председател на СДС сакаш да почнеш нов живот? Па нели си председател за овде да градиш нов живот? Нели сега што вие многу јаки, многу моćни, се екипиравте, се изчистивте, се излуфтиравте и сега тргнувате во голема опозицијска борба да ја спасувате Македонија, истата онаа Македонија на која јебавте мајката у пичка додека бевте на власт 7 години. Но, еве, човек и да сака, бе, Венко, да ти поверува, сакаш да ја спасиш Македонија. Од ВМРО ДПМН. Еве, дури да ти поверуваме дека сакаш да ја спасиш. Стварно, шо ќе му одговориш на Филјан, твој член од твојата партија, еве го чук Стојанче, да кажеме, влезите, праша, Венко, не, председателе, шефе, за кој мој има златна виза у Дубај? Уна пустиња на тамо. Дај си свесен, кременадла нема да пробаш. Вешалица, увијач. Свински бифтек, тоа е фило. Баш почекај шо ќе ти кажа. И како бе ќе ја спасуваш? Стојанче, ти од СДС, некој Филјан Стојанче. Кажи му, па како планираш да ја спасиш Македонија? Ако ти е у план да китнеш за Дубај, fly by Дубај. А? Како планираш, бре, друже, да ја спасиш Македонија? Која нема да бидеш тука? Се знам, драги членови на СДС, председателот може да го добијам, па нема да може сега у моментов не е присутен. А каде на состанот?
Па не баш на состанок, али заминете на кратко патување. Каде? До Охрид, Струмица, Валандово, Велес, Битола, Кичево, Тетово. Не, малце подалеку е тиден. У Дубај. У Дубај, да, у Дубај. А кога се враќа, се извинам, сакам да го видам, може сакам член на СДС да станам, еве јас сега ќе отидам у вторник и сакам член на СДС да станам. И кој ќе ми потпише тамо? Еве, сакам у вторник, ви ветувам, доаѓам, СДС член да станам. Еве, имам желба, горам од желба, да ви помогнам да се вратите на власт. И кој ќе ми потпише пристапницата тамо? Кој ќе ми кажете не е тука? Каде председателов? Сакам одма да ми потпише. Од вторник сакам член да станам. Немам време за губење више. Па не е тука. Па добро, ако е Охрид, Битола, Струмица, овона, предпоставувам ќе се врати до четврток, петок, овде има работа, треба да ја спасува Македонија. Па добро сега, друже, види, може така отидене на малце на подолго е отиден. Добро бе, луѓе, кажете кај отиде на Марс? Не на Марс, али у Дубај. У Дубај! У шопинг ќе отиден тамо. Па не баш, него така сега тамо живее, вложува, инвестира. Дојдовме до главната тема. Уствари, знаете ли зошто се вика овој златен пасош? Оти за да ти го даде филијан земја. Као да кажеме Луксембург, Катар, Емирати. Услов ти е да имаш многу пари и многу пари да инвестираш у таа земја. Да кажеме, тие цифри, извинете ако грешам, поправете, на тие цифри за земји као Емирати, Катар, Матар, Саудиска Арабија се од 20 до 100 милиони евра да уложиш во финансиските институции у таа земја. Сајте почестат са златен пасош, направен од целулози, завитано некои нейлончиња со разни живови печати, кодови, шифри, заштитни, така натаму и така натаму. 20 до 100 милиона евра. И плюс некои бараат и недвижнини до не знам до да пријавиш тамо до 400-500 илјади евра, 2 милиони евра, и тоа плюс сега. Не знам дали двете ги бараат у исто време, или ова, или ова. Ама мислам дека ова првото го бараат поише од ова второво. Тоа од 20 до 100 милиона евра што да инвестираш у финансиските институции на тази. Значи, у превод би му дошло, драги членови на СДС, ако си под сомнение или мислиш дека ти се заканува кривичен прогон у својата татковина, одиш у некоја пички си материна далечна земја, за да почнеш нов живот, нов идентитет. Мераба ефенди. Салам алейкум. Алейкум салам. Зоќо, Венко, кој да е тамо. Менјаш нов живот. И кврц ти прават доле. Тоа не знам уствари, извинете дали ти прават кврц доле, ама не знам дали тоа влегува у ценава или тоа е слобода на избор. Мада у тие земји многу немаш, Венко и Зоќе, немате многу слобода на избор тамо. Тамо нема толку демократија како овдека кај нас, мислам. Тамо нема. И ти вика тоа докторот, која ти го дава, пред да ти го дава златниот пасош, тој ти вика тамо главниот што ти го дава у амбасада или каде, не уствари у амбасада, тамо у Министерство за надворешни, рецимо. И ти седнаш, добар ден, ја дојдов по мој златен пасош, овој вика, еве го на маса, и ти посегнеш да го земеш, и овој вака става неговата рука на пасошот, на златниот пасош, и ти чекај, ова е доктор Фајк, тоа тамо што е
торбата црна што ја гледаш, му е со инструменти, разни скалпелчиња има, ве молам, седнете на таа столица тамо, господинот доктор Фајк прво ќе ви направи крц во долниот дел на телото и после можеме и да прославиме, ќе ви го дадеме овај пасош, ти правиме сунет свадба. Сега не знам дали ова судбината што ги чека, нели, овие вашиве инвеститори од СДС, големи инвеститори кои што планираат да инвестираат у Дубај, една метропола која што е во голем подем, то се гради, то сјеба, тоа е, не знам, светско чудо колку се гради. Добро, на крајот на криштата не е битно и да ти направат кврц, да не ти направат кврц. Го чуваш тамо каде што го чуваш, ки имаат прилика да видат само овие привилеговани индивидуи. Останатите можеш да ги лжеш дека не ти направиле кврц, мислам, тоа е тоа. Ете така, од прилика, драги мои, изгледа е приказната со златниот пасош или златната виза. А не е лошо, стварно, вие СДС од вторник па натака, са бајле кога доаѓате у штабот тамо на Бихач. Отварајте врата, проверете тука ли е, не ли е тука. Дали заминал, а оти ако заминал, да знаете, тој нема да се врати. Да си барате замена, мислам. Тешко вас. Какви идиоти сте у тоа социјалдемократскиот сојуз. Вие сте дури гениални до имбецилност. Ја се забореле за Македонија. Тргнете од главата. Ако има златна виза, тој набргу се спрема да му ја дувне. Па вие видите заменик што ќе правите. Ви стојам на располагање. Знам дека ме сакате. Знам дека ме почитувате. Да знаете, само со мене можете да стигнете до врвот на власта. Да ја освоите власта еден ден. Само веројатно прво треба да станам ваш член. Ќе мора да најдете друг председател умеѓувреме за да ми потпише пристапницата. Ово јас е у вторникот ќе дојам, кој знае дали ќе ја најдам таму. Не се знае, јеби го. А Дубај не е Докуманово. Јеби. Шубок им биде таму. За тоа шииците. Ајде. А вие ќе садите врти по пред штабот на Бихачка. Ебем вас глупа.